Добро утро од врнежливиот Прилеп. Цело време врне, повеќе наликува на есен отколку на пролет, но тоа ништо не менува, особено за она што денеска мора да се прави и во добар дел ќе ни го смене секојдневниот начин на живење. Спомена и ти, еве да повториме, Прилеп е еден од трите града во кои од денеска, кога се излегува надвор на отворена површина, кога се оди во објекти, во маркети, во други простории, работни простории, мора задолжително да се носи заштитна опрема, ракавици, маска, марами, шалови и она што ќе ни заштити лицето, најконкретно устата и носот. Ова утро, за да зборуваме на оваа тема, заштитните маски, како ќе се спроведува, имаме двајца соговорници. Ќе разговараме со градоначалникот Илија Јовановски, а потоа и со Горан Илиовски, представник од една од прилепските три фирми кои несебично цел месец работат хуманитарно. Зашто? Ќе ви кажеме во разговорот. Градоначалниче Јовановски, добро утро. Ова е првото утро, првите часови, откако мора да се спроведува заштитна опрема, без неа не може да се излезе никаде. Вчера за прв пат кризниот штаб работеше онлайн, таква ќе биде практиката, и донесе оперативен план како ќе се спроведува, како ќе тече оваа нова мерка. Добро, бети уште еднаш добро утро, поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Сакам да кажам дека вчера кризниот штаб имаше онлайн седница каде што ги доносивме заклучоците што ги направивме пред се оперативниот план кој што заедно со Министерството за внатрешни работи ОВР Прилеп го направи тој оперативен план, кризниот штаб го усвои, практично денес треба да се спроведува. Што значи? Значи се преземаат мерките што ги донесе владата, да секој граѓанин кој што ќе го напушти својот дом, мора да носи заштитна опрема, пред се заштитна маска, марама, шал или слично. На било кое место од градот, дали се тоа отворени површини, одење на работа, затворени простории, маркети, аптеки и така натаму. Мислам дека од денес тоа нашите граѓани ќе го прават. Морам да кажам дека вчерашниот ден беше активен во нашиот град, голем ден граѓани, како и денес, пред банките имаше редови затоа што се поделени субвенциите за тутун, а знаеме дека Прилеп е општина каде што има најмногу тутунопроизводители и најголем дел од граѓаните беат вчера пред банките и морам да ја изразам благодарност вистински за најголем дел од граѓаните го почитуваа, ја почитуваа дистанцата од 2 метри растојание. Сите носеа, скоро сите носеа заштитни маски. Мора да забележиме, вчера беа дисциплинирани пред банките. Дисциплинирани и мислам дека и денес гледам пред банките, пред маркетите, сите носат заштитни маски и се надевам дека прилепчани ја сватија сериозноста на ситуацијата со пандемијата и мора да ги почитуваме овие мерки. Полицијата, спомнувате, мегафонски ќе предупредува во текот на денот за да се придржуваат сите кон... Да, тоа е во оперативниот план што го превзеде Министерството за внатрешни работи, се зголемија патролите, ако има потреба за подобро регулирање и внимавање према граѓаните, према почитувањето на мерките и една од мерките со мегафоните во сообраќајните возила да се предупредуваат граѓаните, посебно на оние места во парковите или по улиците каде што евентуално би се собирало повеќе од 5 граѓани да се предупредуваат дека тоа не мора и не треба да го прават. Спомнуваме и стварно навистина е така, ќе ни се смени секојдневието, не само сега и во текот на наредните периоди ќе треба заштитна опрема да носиме. Мала груба пресметка ќе биде издаток за сите граѓани да купуваат секојдневно, да намуваат на раквици, потоа заштитни маски, сигурно ќе се решат повеќето за повеќе кратна употреба на маски за да заштедат. Вие најавивте и хумано делење на маски на граѓаните? Да, не само што најавивме, туку и го спроведувме таа мерка уште од почетокот на пандемијата. Има општествено одговорни граѓани во нашиот град, општествено одговорни фирми кои што прават заштитни маски и општина Прилеп цело време
дели бесплатно заштитни маски. Ова го прави секојдневно, ќе го прави и понатаму. Еве денес да напомнам, неколку илјади маски, околу 30.000 маски ќе се распределат на граѓаните во теков на овој ден со волонтери, во местните и урбаните заедници, со претседателите на урбаните заедници, со пензионерите, склучивме договор, се договоривме да секоја местна заедница од пензионерите добиваат одреден број на заштитни маски, така да само да напоменам дека досега имаме поделено 32.000 маски, а на располагање имаме уште 40. Така да до овој момент имаме на располагање 40.000 маски, би се поделили околу 72.000 маски во наредниот период. И јас се надевам дека и колку ќе има потреба, нашите одговорни компании што се вистински, и вие го спомнавте Горан Илиевски, кој што е вистински од почеток не излезе во пресред со неговата фирма, со неговите компании придружни, да ги прават овие маски во интерес на граѓаните, и морам да кажам, да упатам благодарност до него и сите другите две компании што се со него за ова што го направи, ова хубав гест и во интерес како на граѓаните. Ви благодарам, градоначалниче. Секако спомнавме Горан Илиевски и еден од представникот од трите фирми, тој е од Giftitex, кој ја започна ова голема хумана акција уште пред, речиси, 1 месец. Навистина е благородно делото. Речиси, 1 месец неуморно работите. Слушнав бројки од над 70.000, а ќе стигнувате до 100.000 изработени маски. Имате уште две фирми кои работат со вас. Да, добро утро пред се на вас и на гледачите. Секако оваа акција почна пред нешто повеќе и од месец дена. Целта беше да се заштитат првенствено нашите медицински кадри од доктори, медицински сестри и болничари. Примарно успеавме да донираме за нив, но веднаш потоа индиректно повторно сакавме да ги помогнеме преку донирање на уште поголем број на маски со кои би ги заштитили нашите граѓани. Фактички да не дојде до преполнување на болничките капацитети, затоа што она што го видовме и гледавме од искуство во Италија и Кина, нас ни даваше некакви сигнали дека и кај нас брзо би дошло и доколку не преземиме некакви чекори, стварно не би сакале да се најдеме во таква незавидна ситуација. Затоа не само јас, не само мојата фирма Giftitex, заедно со две други компании, како Fashion Link и Stan MK, успеавме да формираме нови линии и да ги зголемиме нашите капацитети, се со цел да може да се одговори онолку колку што ќе има потреба. Заедно со градоначалникот успеавме да добиеме согласност од Министерство, од оние битни личности, кои што нешто значат во државата, значи од стручна гледна точка, дека нашите маски ќе бидат безбедни и ќе може слободно да се донираат. Заради тоа, за дополнителна заштита, покрај оние сертификати што ги имавме како материјали, ние обезбедивме единствени, барем така мислам, дека и со самата стерилизација успеавме да сме 100% сигурни дека нашите маски ќе помогнат. За овој месец колку помогнаа не знаеме, ние ќе видиме. Ќе требаат уште повеќе. Да се надеваме дека побрзо и ќе заврши ова пандемија, но ако веќе трае, ние сме спремни да продолжиме и понатаки, така да досега ако сме донирали околу 72.000 заштитни маски до крајот, односно до почетокот на празникот на 1 мај, сигурно би ги завршили, би ги достигнали некаја бројка од 100.000 маски. Горан, да споменеме колку вработени вие имате заедно трите фирми, една благодарност да изразиме што несебично работеа. Секако, без вработените, ние како фирми немаше ни да го успееме се тоа. Огромна благодарност за нашите вработени, до вработените на сите три фирми, на Giftitex, Fashion Link и Stan MK. Вкупно броиме некаде околу 100 лица. Заедно со режиски кадар, работнички кадар, шивачки кадар, цела она екипа што го работи се тоа. Еве, јас упатувам благодарност до сите за оваа несебична акција. Секако ќе ни требаат, рековме, маските и понатаму, а да споменеме дека во Прилеп во моментот во самоизолација се околу 500 лица, околу 24 пациенти се на инфективното одделение во Прилеп и Прилеп има вкупно досега 117 заболени, но да се забележи дека последните 2 дена не се регистрирани ново заболени. Охрабрува за секој случај, а охрабрува уште повеќе што имаме 7
излекувани лица. Во секој случај, сите очекуваме и сакаме бројките да почнат полека, да се намалуваат на заразените, а секако и ние да се почувствуваме сигурно, здраво, заштитено. Во секој случај, носете заштитна опрема, маски, ракавици или евентуално шалови и марами. Шаловите и марамите, барем во ова ладно време, можат и многу да помогнат. Студио, ете, толку до ова утро од Прилеп.